Господине Ѓорѓевски, пошто ќе остане запамтен папата Франциск и како гледате на неговото папство? Па, по 12 години на тронот на католичката црква, јасно е дека папата Франциск ќе остане и ќе биде запаметен како еден од најзначајните духовни лидери кој што беше на тронот на ова една од најголемите верски заедници во светот. Односно, тој ќе остане запаметен како духовник по кој ќе се препознава ова католичка црква. Ова не е само од причина и поради неговата скромност во живењето и блискост со народот кој што ги манифестираше во текот на животот и во текот на неговата мисија. Познато е, нели, он беше наречен како кардинал на сиромашните уште за времето на неговото бискупување во Јужна Америка, во Буенос Ајрес, така. Он, знаеме, живеел во стан под кирија, се користел јавен градски превоз, се што беше невообичаено за едни верски достоинственици. Целата негова мисија се сведува на тоа, на ширењето на љубовта и на грижата за ближниот свој. Знаете, тоа е всушност и суштината на христијанството. Добро, папата Франциск покрена голем број меѓуверски иницијативи, меѓу кои беше и она иницијатива за обединување на католичката и на православната црква. Како гледате на тоа и дали еве ваквата иницијатива и другите иницијативи покренати од негова страна ќе продолжат да живеат и понатаму по неговата смрт? Да, тој неколку пати покренуваше такви иницијативи. Последен пат мислам дека беше во јануари, на почетокот на годинава, кога излезе со предлогот католици и православни христијани да Великден да празнуваат секогаш на ист определен датум. Мислам дека романската црква го поздрави на некој начин, изрази подготвеност да се разговара за таа идеја, колку што ја добив информации и во редовите на нашата Македонска православна црква, таа идеја не беше отфрлена, туку едноставно имаше отворена врата за можноста за тоа да се разговара. Постојано таа идеја, таа заложба беше присутна во неговото делување и мислам дека беше искрен во тоа и дека е тоа можно да се случи. Добро, во што е специфичноста на последното барање на папата Франциск да биде погребан во базиликата Санта Марија Маџоре наместо во Ватикан, каде што претходно нели се погребувани сите папи? Се работи за една специфична базилика во Рим и кога излезе од болницата после долгото лекување кое што беше нели критично, папата Франциск веднаш отиде во оваа базилика на празникот Цветници, токму таму се помоли. Значи се работи за еден специфичен однос кон тој го има кон оваа базилика која што е една од неколкуте во Рим. Интересно е, оваа базилика е поврзана и со нас, со Македонија, бидејќи во 1868 година токму оваа базилика тогашниот папа Адриан ги осветил книгите, црковните книги на словенски јазик кои што ги донеле светите Кирил и Методи.